Значи, само што почна да се разделува, за разлика од претходно, помалите временски периоди на обврзници да бидат со помали награди, поголемите со поголеми награди. Така? И сега што гледаме ние овдека? Дека тоа иницијално од 2008 година и од 2001 година представувало период на стагнација и рецесија, овој сив период. Заклучивме дека тоа е проследено со што? Со намалување на каматните ставки на Федералната резерва, значи гледаме дека еве тоа што го зборувавме. Кога ги имаме овие појави, на ист начин делуваат истите органи. Во 2000 година намалување на каматните ставки, во 2009 година намалување на каматните ставки. Друго што направиле да видиме? Во 2008 година екстремно голем quantitative easing. Во 2009 година, 2008-2000 го немаме, за жал, се уште немаме quantitative easing, но и следниот кој што го имаме со рецесија, кој 2019-2020 година екстремно